Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите Катарина торта. Започнуваме со подготовка на првиот пандишпан. Во сад за матење кршиме 6 јајца. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер. Ги додаваме прашокот за печиво, брашното и оревите. Мешаме со лопатка додека смесата се соедини. Тестото за пандишпанот го ставаме во тркалезен калап за печење, обложен со хартија. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 40 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме вториот пандишпан. Преостанатите 4 јајца ги кршиме. Белките ги ставаме во сад за матење, а жолчките во сад настрана. Со миксер ги матиме белките. Го додаваме шеќерот во прав. Откако белките ќе ја добијат потребната цврстина, го исклучуваме миксерот. Ги додаваме прашокот за печиво, оревите и лебните трошки. Мешаме со лопатка додека смесата се соедини. Смесата ја ставаме во тркалезна тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. На покрупната страна од рендето ја рендаме чоколадата за готвење. 4 жолчки ставаме во сад на паре. Матиме со миксер. Го додаваме шеќерот. Откако шеќерот ќе се растопи, го додаваме млекото. Во садот ја додаваме ренданата чоколада. Кратко матиме со миксерот и го тргаме садот од оган. Оставаме кремот да се излади. Продолжуваме со подготовка на филот. Во сад за матење со миксер го матиме путерот. Ги додаваме изладениот крем и оревите. Матиме со миксер додека филот се соедини. На чинија за торта го ставаме првиот пандишпан. Го сечеме пандишпанот на 2 еднакви дела. Првата кора на чинијата ја премачкуваме со фил. Врз филот го ставаме вториот пандишпан. Филуваме. Врз филот ја ставаме втората кора од првиот пандишпан. Со преостанатиот фил го премачкуваме страничниот дел на тортата. Во сад за матење ја ставаме сладката павлака. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Со помош на шприцот на горната површина на тортата формираме осминки. Средината на тортата ја украсуваме со топчиња шлаг. Потоа со топчиња шлаг пополнуваме 4 осминки. Со шлаг ги обрабуваме горната површина и страничниот дел на тортата. Преостанатите 4 осминки ги пополнуваме со чоколадни трошки. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа.